Недоволно поевтинување на месото на стартот на декември. Цените на пилешкото и свинското биле намалени за 5%, а кај телешкото нема никакви промени, велат од групацијата за производство и преработка на месо. Субвенционирана струја за декември не добија сите месни капацитети. Оние со фотоволтаици имале системски проблем. За да не добиваат од една страна ефтина струја, а од друга да заработуваат од продажба на вишоците, сега треба да чекаат ЕСМ и ЕВН да предложат решение. Подготвени биле да ги предаваат вишоците гратис, само за да може да добијат поевтина струја и да ги поевтинат производите. Уште денеска ги намаливме цените на одредени производи, верувајќи на владата дека мерките ќе бидат ефективни. Тоа намалување и на дел на свежото свинско месо, дел на пилешкиот асортиман, на група од, да речеме, 50 на производи. До кога ќе важи не знаеме, затоа што некои се одбиени. Сега компаниите со ова последната конфузија се малку ставени во неравноправна положба. За да можат повеќе да ги поевтинат месото и месните преработки, производителите бараат да се усвои антикризна мерка за ослободување од царина за увоз на замрзнато свинско месо. Мерката, која беше на сила 4 години, престана да важи летово. Компаниите сега треба да плаќаат од 19 до 35% на увезената суровина. Тоа ги прави неконкурентни на домашниот пазар, бидејќи готовите производи од увоз влегуваат без царини. Дополнително, групацијата за месо почна кампања за купување домашни производи.